Има уште нешто или да преминеме на Божјата реч? Прашање, практично прашање. Го прочитавте Божјето ветување во поуката, дека еден ке тера 1000 пред себе. Кој во Библијата го правил тоа? Ојде, 3 секунди помина, до сега требаше Самсон се развива. Повели, Данило? Да. Добро. Овде ветувањето беше 1000. Како е тоа можно? Кој ќе дојдеме до таму? Во новата, јас сега намерно ќе речем, во новата 16-та година, откако се снимаат нашите богослуженија и проповеди. Почнаа да се снимаат во јануари 11-та година. Или новата 2026. Но денес реков ќе дадеме мал вовед во врска со повеста за Самсона, па сепак отвораме кај него во книгата на Судиите 13 глава, почетокот на неговата историја. Книгата на Судиите 13 глава и првиот стих започнува со една вообичаена, многу пати повторувана ситуација, за која што порано се имав задржано малку повеќе. Израелевите синови продолжија да прават зло пред Господовите очи, значи и после Ефтаја, како што правеа и после Гедеона, како што правеа и после Девора и Варак, како што правеа и во времето на Мојсеја, Исус Навин, после Исус Навин. Еве, и сега и после Ефтаја. Израеловите синови предложија да прават зло пред Господовите очи и сега се сеќавате колку години робува пред тоа, кога пред тоа правеа вака нивните постари генерации, нивните предци. Имаше 7 години, имаше 20 години, имаше колку? Сега Господ ги предаде во рацете на филистејците за 40 години. Што ни кажува тоа? Ова нека биде лекција. Множен од нас ја знаеме многу добро на своја кожа таа лекција. Кога луѓето се играат со гревот, стани падни, значи, кога не го победуваш гревот, кога не расчистуваш со некој грев еднаш за секогаш, секој нареден пат кога му се препушташ на гревот, ќе биде како полесно или ќе биде потешко. Тоа е природен закон. Секој нареден пат ќе биде потешко и да се каеш, и да се подигнеш, затоа што едноставно пропаѓаш подлабоко и подлабоко пропаѓаш. Значи, нема играње со гревот. Треба еднаш за секогаш да расчистиме со секој познат грев, порок и така натаму во нашиот живот. Тоа е за нас поединечно. Ова било случај со израелците колективно. После многу пати вакви повторувања на нивната непослушност, на нивните падови, на нивните беззаконија, идолопоклонство, откажување од Господа. Сега Господ ги предава во раците на филистејците еден нов непријател, претходно дотогаш непознат. Филистејците беа хамити по потекло од островот Крит.
беа така наречените морски народи или пелазги, кои што заради оноа чудо во времето на Исус Навин, продолжениот ден, а на запад продолжената ноќ, тоа чудо предизвика, значи тоа чудо беше астрономско чудо по природа и предизвика преселба на многу народи кон исток, да го бркаат денот, значи. И така овие кавторејци, крикјани, само не грци, не. Ова се пелазгите, се првите жители на средоземниот басен пред да дојдат било кои јафетски народи. Значи, и пред ахајците, и пред македонците, пред други јафетски племиња. Тие од островот Крит се преселуваат на исток и вршат инвазија врз Светата земја, врз Хананската земја. Значи, филистејците беа еден доселен, нов народ, дотогаш непознат. И, очигледно, најтврдиот орев за Израел. Се согласувате? Филистејците беа најтврдиот орев, најголемиот проблем за израелците, бидејќи ги среќаваме многу векови и подоцна и во времето на Давид, и ги среќаваме каде? И ден денес ги среќаваме. Генетиката покажува дека денешните палестинци водат директно потекло од овие филистејци и самиот назив Палестина, иако првпат официјално употребен од римскиот цар Адриан, кога ги избркал сите евреи од Светата земја, 135 година, по задушувањето на второто еврејско востание, на Бар Кохба, синот на звездата, еден лажен месија, еден од многуте лажни месии во Израел. Го разорил Ерусалим, на негова место изградил комплетно нов пагански град и го посветил и пагански храм, кој што го посветил на паганскиот идол Јупитер. И од тогаш ја нарекол земјата Палестина за да сакајки да избрише секаков спомен, секаква трага од тоа дека таа земја била еврејска, израелска, дека таму воопшто живееле и во минатото евреи, израелци, и затоа и самата земја ја нарекол Палестина според филистејците. Филистејците до ден денес живеат таму, бидејќи тоа се така наречените палестинци, тоа е исто име, во поинаква варијанта. Но тука, во времето пред раѓањето на Самсон, читаме дека откако паднале под нивна власт, робувале цели 40 години, што беше многу подолго од претходниве генерации населени на ветената земја, значи од Исус Навин натаму. Значи, не го споредуваме ова со египетското робство, туку откако се населија на ветената земја, овој случај, 40 години под филистејците, беше многу подолг од сите претходни. Колку ви изгледаат вас 40 години? Многу или малку? Сега, замислете, од 85-та година до денес. Како ви се чини 85-та година? Дамнешна или близка? Мене дамнешна ми се чини. Многу дамнешна. Така. Јас бев пето одделение, например. Баш седмо? Шесто да не? Да.
Ја па се сеќавам во 80-те години, бидејќи војната беше 40 години пред тоа, и замислите, онолку време колку што имало од Хитлер до тогаш, сега има од тогаш до денес. Не било малку. Пред раѓањето на Самсона, 40 години робство, не било малку. Втор стих. Читам од преводот на Константинов, а беше некој човек од Сараја, така се вика второто бебе на Милисав, кое што сега во среда ќе полни 1 годинка. 24 не беше? 26 беше? Леле, што сум промашал. Добро. Па тоа е подобро ако е петок. Беше еден човек од Сараја од Дановото племе. Што значи дан? Суд. Благодарам. По име Маној или како гласи во вашите верзии. Некои по србите го викаа Маноје, како да е србин. Маноах, веројатно е еврејскиот оригинал, како што Ное е Ноах и така натаму. Но нека биде Маној, како што е преведен така по-македончен, како што имаме Благој, Благоја и така натаму. Жена му беше неродка и немаше деца. На таа жена, значи на жената, и се јави Господов ангел и рече, што и рече? Ти си неплодна и немаш раѓено, но од сега внимавај. 4 стих. Од сега внимавај да не пиеш ниту вино, ниту жестоки пијалаци и да не јадеш ништо нечисто. Ова ангелот го кажува на идната мајка. Односно, се уште не ја кажува зошто. Не ја кажува дека ќе биде мајка. И го кажува на жената на Маној. И сега, прво ја кажува заповета, од сега да не пиеш ниту вино, ниту жестоки пијалаци, и да не јадеш ништо нечисто. Ово второто беше и онака познато правило за цел Израел. Зошто? Затоа што ќе заносиш, вели овој превод, ќе зачнеш, веројатно, и ќе родиш, ќе забремениш, и ќе родиш син. И брич нека не помине преку неговата глава, зашто детето од мајчината утроба ќе му биде посветено на Бога. Ќе биде Божји назиреј. И тој ќе почне да го избавува Израел од рацете на филистејците. Да го довршиме само одсекот до 7 стих. Жената отиде и му каже на мажот: Божји човек дојде кај мене, лицето му беше како на Божји ангел. Значи, гледате како се јавувале Божите ангели. Кога ќе ти се јави Божји ангел, на што ти личи? На човек. Значи, ти немаш да знаеш дали е човек или е вонземјанин. Нешто друго. Ти ќе го гледаш како човек. Божи човек, затоа вели она, така го доживеала, дојде кај мене, лицето му беше како на Божи ангел, всушност бил Божи ангел, полно со достоинство. Не го прашав од каде дојде, ниту тој ми го кажа своето име, но ми рече: ти ќе зачнеш и ќе родиш син, од сега не пии вино ни жестоки пијалаци и не јади ништо нечисто,
зашто твоето дете ќе биде Божји назиреј од мајчината утроба до смртта. Ова се првите библиски текста кои што го споменуваат поимот назиреј после Мојсеевиот закон. Што било тоа назиреј? Денес ќе се позанимаваме со оваа тема. Што било тоа назиреј? Каков бил тој завет на назирејство? А со самата повест на Самсона, ако даде Господ живот и здравие, дури во новата година. Ке продолжиме со него. Што било назиреј? Каде првпат се споменува овој поим? Да, Броеви или 4 книга Мојсеева, ќе отвориме 6 глава, бидејќи тука е во законот е востановен овој завет како слободен избор или слободна опција на било кој израелец, а Самсон бил нешто специфично, значи од утробата, од раѓање, да биде назиреј. Броеви 6 глава, односно 4 книга Мојсеева, 6 глава. Да отвориме таму и ќе почнеме да читаме од почеток, од првиот стих на главата, па речи си цела глава до 21-иот, а после тоа е оној благослов што го читаме секоја света вечера. Значи, допред благословот. Господ му рече на Мојсеја, Броеви 6 глава од првиот стих, читаме па понатаму. Зборувај им на израелевите синови и кажи им, ако некој, било маж или жена, се заветува за назирејство, па ако му се посвети на Господа, нека се воздржува од вино и од секаков жесток пијалак. Понатаму што? Нека не пие ни скиселено вино, ниту скиселен опоен пијалак. Да? Значи нема оцет. Ни оцет нема. Понатаму? И нека не пие ни некаков сок од грозје и нека не јаде грозје. Јас да бев, никош немаше да бидам назиреј. Но, може би ќе бев на одредено време, бидејќи ова не било нешто доживотно. Човек можел, многу подобро ќе беше православието, ако и монаштвото беше нешто такво. Кој сака, оди година дена, 2 години, малку да се прекалиш, да се искалиш некако, да се исчистиш, па врати се. Што мора сите до живот. Но назирејството не било монаштво. Тоа го објаснав минатиот пат. Ниту свежо грозје, ниту суво. Ту ни свежо, ни суво. За цело време на своето назирејство не смее да јаде ништо што раѓа виновата лоза, од зрното до лушпите. Замислите. Се додека трае неговиот назирејски завет, значи можел доброволно да биде склопен овој завет, склучен, даден за известно време. И тоа по слободна волја. Секој кој што сакал посебно да му се посвети на Господа за извесен период. И значи за време на тој период, 5 стих, тука застанавме, освен тоа што не смел да јаде за тој период и да пие, за тој период нека не поминува брич преку неговата глава, значи слободно да ги остави влакната на главата и брада и коса, слободно да растат,
без шишање, без сечење, без бричење, ништо. Додека не се исполни времето што му го заветувал на Господа, нека биде посветен и нека остави косата да му расте слободно на главата. Ова било знакот, надворешниот знак, дека некој е назиреј. Како што ако видиш поп или монах, како е облечен, ова е, како што велеше еден новинар на времето, во дресот на православната црква. Патем речено, денес не постојат такви цркви. Денес се сите до една унијатски цркви. Поминаа 3 недели, никој не реагираше на склопената унија меѓу Цариград, бившиот Цариград, меѓу Истанбул и Рим. Никој од другите, ниту Москва, ниту Белград, бугарите па побрзаа да го посетат Вратоломеја. Сите согласни на унијата, селото продолжи да гори, бабата православната, поранешната православна црква, а сега унијатска, продолжи да се чешла, како што и очекував. Можев да се обкладам, можев да отидам на кладилница на 6 декември, да се обкладам дека така ќе биде. Немаше многу да добијам, бидејќи сите очекуваа дека така ќе биде. За сето време на својот завет пред Господа нека не се доближува до ниедно мртво тело, еве го но другиот услов, што го гледаме и кај Самсона подоцна. Нека не се онечистува ни заради татка си, ни заради мајка си, брата си или сестра си, ако би умреле, значи да не ги допире ниту нив, ако се веќе починати, ако тој самиот се наоѓа се уште во периодот на Назирејскиот завет. Зашто на својата глава го носи посветувањето на својот Бог, значи тој е надворешниот знак. Тој му е посветен на Господа за сето време на своето назирејство. Тука гледаме, во Стариот завет го гледаме она начело што Исус го кажува во Новиот, остави ги мртвите, да ги погребуваат своите мртовци, што значи Господ е секогаш на прво место, не постои друго нешто што може да биде поитно и поважно од службата кон Него. Не постои ништо друго. Не се битни ни мајка, ни татко, ни маж, ни жена, ни деца. Ништо не е побитно од нашата верност кон Господа. Ништо друго. Тоа е начело кое што го гледаме секаде во Библијата. Ако некој умре од ненадеж покрај него, онечистувајќи ја на тој начин неговата посветена глава, значи, ако се случи без да сака, ненадејно, да се допре до мртво тело, и многу тазе мртво, значи да издивнало пред 2 секунди, да речеме. Тогаш нека ја избричи својата глава на денот на своето очистување, нека ја избричи на 7-миот ден, а на 8-миот ден нека му донесе на свештеникот при влезот во шаторот на средбата 2 грлици или 2 гулапчиња. Свештеникот нека го принесе едното како принос за грев, а другото како паленица. Со тоа нека направи покривање на престапот за него, бидејќи изгрешил заради мртовецот, и ќе му ја освети неговата глава во тој ден. Значи, ако случајно се онечистел, се осквернал, поточен израз, тогаш што требало да се случи, без да сакал он? Тогаш привремено ќе го прекинел заветот, бидејќи де факто бил прекинат со самото онечистување,
требал да ја избричи главата, да ги принесе пропишаните жртви и по 7 дена, на 8-миот ден, го продолжува заветот со ново посветување. Значи, една седмица ќе направи пауза во заветот, заради таа случајна скверност. 12 стих. Потоа наново нека му се заветува на Господа деновите на своето назирејство и нека принесе едногодишно јагне како жртва за престап. Видите, ова се сметало за престап. Ова било нешто што требало да се окае и да помине низ церемонијалниот систем. Што читаме во посланието до евреите, се сеќавате во 9 глава. Крвните жртви служеле за очистување на народот од гревовите направени во незнаење. Зошто? Затоа што за намерните своеволни гревови немало жртва за грев. Законот тука бил безмилосен. Овде гледаме пример на тоа, дека и не сакајки и случајно осквернување и престапување требало да биде окаено и очистено низ церемонијалниот жртвениот систем. Нека не биде сметано поранешното време. Значи, поранешното време што го поминал во заветот не се смета. Ако, например, се заветувал за 1 година, сега, кога одново ќе се очисти од тој престап, од тогаш одново почнуваат да течат, се ресетира заветот, почнуваат да течат тие година дена. Или било кој период пократок или подолг на своето заветување. Зашто неговото назирејство, значи да не биде сметано поранешното време, зашто неговото назирејство беше онечистено. Од тука исто, иако не сме ние назиреи, не сме ниту старозаветни верници, сепак од тука извлекуваме морална лекција и за нас денес. Никој од нас нема да се спасува и никој од нас нема да биде примен од Господа заради некаква стара слава. Ама Господ, ја порано бев верен и така натаму. Не. Господ, каков што ќе те најде, каков што ќе те затекне, тогаш кога ќе дојде, таков ќе ти суди. Каков што ќе те затекне и смртта, така ќе ти суди. Каков или каква ќе те затекне. Било Господ, било смртта. Нема стара слава. Никој не се спасува со стара слава. 13 стих, до тука застанавме. Ова е законот за Назареец. Нека го доведат при влезот на шаторот на средбата, или светилиштето, во денот кога ќе се исполни времето на неговото назирејство, нека му донесе на Господа сега нова жртва, како свој принос едногодишно јагне без недостаток, за принос за грев, еден овен без недостаток, за помирителна жртва, натаму кошница со пресни погачи од чисто брашно, замесени со масло и со неподквасени колачи, намачкани со масло, со нивниот лебен принос и со налевница. Како што вереше брат Благоја, Стариот Завет беше многу скапа религија. Слава на Господа за Новиот Завет. Иако Новиот Завет подразбира поголеми жртви. Понекогаш и материјални, но не пред се не материјални. Откако свештеникот ќе го донесе тоа пред Господа, нека ги принесе неговите, приносот за грев и паленицата. Потоа нека му го принесе на Господа овенот како помирителна жртва, заедно со кошницата со пресни погачи. Свештеникот нека ги принесе и неговиот лебен принос и неговата налевница. При влезот во шаторот на средбата,
односно светилиштето, назиреецот нека ја остриже тогаш својата глава и откако ги земе влакната од својата посветена глава, нека ги стави во огнот под помирителната жртва. Значи таму исечената коса таму треба да се изгори. Така биле деталите на Назирејскиот завет, кога ќе заврши периодот на назирејство. Да ги изгори во огнот под помирителната жртва, значи на олтарот. Потоа свештеникот нека земе варена плешка од овенот, една незаквасена погача од кошницата и еден пресен колак. Колк, веројатно. И нека го положи тоа во рацете на назиреецот, откако тој ќе ја остриже главата на своето назирејство. Откако овој ќе ја остриже главата на своето назирејство. Свештеникот нека го принесе тоа како движен принос пред Господа. Тоа е светина што му припаѓа на свештеникот. Освен градите на движниот принос и бедрото на воздигнатиот принос, потоа назиреецот може да пие вино. Значи, откако ќе му заврши заветот. И уште 21 стих. Ова е закон за назиреец, не сметајќи го она што би можело уште да принесе неговата рака, ако освен своето назирејство ветил некаков дар, освен обредот на своето назирејство, нека направи како што се заветувал. Гледаме дека ова второто го зафатило и Ефтаја со неговата непромислена изјава и односно заветување. Значи, вака гласело назирејството. Прочитавме многу откажувања за тоа време во однос на тоа што се требало да почитува и да се придржува назиреецот или назирејот. Потом речено, ова име потекнува од еврејскиот збор назир, што значи издвоен, одвоен. Значи, слично на поимот за светост, издвоен, одвоен, посебно, специјално посветен на Господа за тој период. Но тоа било, значи, доброволен завет, така бил дефиниран и бил за известно време, за време кое што самиот израелец ќе се заветувал. Но ако еднаш се заветува за тој период треба да го исполни. Ако нешто погреши во однос на условите на заветот, во тој период, тоа се сметало исто како престап и требало одново, значи требало да се покаже за тоа, да пренесува жртва, да се очистува целата таа дефинирана процедура. И после тоа одново се го ресетира периодот од почеток да го исполни заветот со истиот период за кој што се заветувал. Јас поставив прашање мејатата сабота, освен Самсон, а Самсон е специјален случај, бидејќи ангелот што прочитавме кажал дека ќе биде назиреј Божи од зачнување, од почет, од утробата на мајка си. Значи, Самсон е специјален случај. Самсон навистина бил број 1 старозаветен израелски специјалец. Некако многу сакам да го споменувам Самсон. И во мејата да го правив тоа, ќе ви открија мала тајна, затоа што Самсон мене ми беше најумилениот лик од Стариот Завет. Уште од минатиот век, да. Иако не беше најдобриот пример, како што не сум ни јас. Поставив прашање мејатата сабота навечер, дали познавате некој друг случај во Библијата, друго лице? Благодарам.
Благодарам, браво! Благодарам, точни одговори. Вакви одговори сакам. Да не помине ниту една секунда од прашањето, уште пред да го завршам прашањето. Да отвориме во првата Самуилова книга. Првата Самуилова книга, првата глава, таму 11 стих, како што го запамтив. Првата Самуилова книга, после Рута, е првата книга на Самуил, првата глава. Тука, како и за Јован Крстител исто, не се споменува зборот Назиреј. Меѓутоа, пошто знаеме дека е точно ова за Самуил, дека бил Назиреј, дека бил посветен за Назиреј. Значи, тука се вели дека како родителите негови, поточно поточно Ана, и 10 стих да го прочитаме, и јадосана во душата, Ана му се помоли на Господа, плачејки горко, и се заветува вака: Господи на двоинствата, ако погледнеш на неволјата на својата слугинка, и си спомниш за мене, и не ја заборавиш својата слугинка, та и дадеш на својата слугинка машко дете, за машко дете се моли, но ако ми дадеш машко дете, јас ќе му го подарам на Господа за сите денови на неговиот живот и брич нема да помине преку неговата глава. Значи, овде гледаме Назирејски завет. Замислите, мајката го ветува синот за доживотен Назирејски завет, ако ми дадеш син. Зошто го кажува тој услов, ако ми дадеш син? Значи, ова е уште еден доказ дека ако било девојче, не можело девојчето да го... Значи, не се однесувало за женски деца. Богородица е исклучок, а за керката на Ефтај воопшто не се однесувало. Не можело да се однесува. Како прво, Самуил, исто така ова не било монешки завет. Самуил бил оженет и имал синови. Значи, тука гледаме дека нема врска ниту со монаштвото на Назирејскиот завет, ниту тоа се однесува на... можело да се однесува на керката на Јефта и на било која друга израелка. Тоа е повеста за Самуил. Што читаме за Јован Крстителот во Новиот Завет? Да отвориме Лука 1 глава, 15 стих. И тука што малку ќе прекинеме, пред да продолжиме понатаму. Лука, Евангелие според Лука, 1 глава, 15 стих. Што читаме за Јован Крстителот? Значи, ангелот Гаврил што рекол? Не бој се, Захарија. Јас почнав од 13 стих. Во 11 стих пишува дека Захарија, кој што бил левитски свештеник, стоел, тогаш му се јави Господов ангел стоејки од десно на кадилниот жртвеник. Значи, внатре во храмот му се јавува ангелот. И му вели, кога виде Захарија, го се збуни и страф го опфати, што друго. Но ангелот му рече: не бој се, Захарија, зашто е услишана твојата молитва. Твојата жена Елисавета ќе роди син, кому треба да му го дадеш името Јован. Ке се радуваш и ке се веселиш, и мнозина ке се зарадуваат на неговото раѓање. Зашто ќе биде голем пред Господа, нема да пие ни вино, ни опојни пијалаци,
и ќе се наполни со Светиот Дух уште во утробата на својата мајка. И понатаму сето друго што се кажува за него, да не го читаме до крај. И тука не се споменува ништо, не се споменува зборот Назиреј, меѓутоа разбираме нешто, овој опис многу подсетува на Самсона, уште од утробата на мајката, што читавме на почеток во Судеи 13 глава, и нема да пие вино ни опојни пијалаци. Дали ангелот не кажал, дали ангелот кажал или Лука тоа го сметал за непотребно за новозаветните, за новозаветната црква и новозаветните читатели непотребно, дека и Брич нема да поминува, значи тој услов, тука не е споменал. Дали ангелот не го споменал, дали ангелот го споменал, а Лука не го забележал, бидејќи го сметал веќе за небитно во очите на новозаветните читатели, не е битно, го споменува битниот услов, кој што е битен и за новозаветната црква. Да не пиеш вино и опојни пијалоци. Битен или не битен? И тоа како битен за нашето и телесно и духовно здравие. Инаку, назиреите се споменуваат и на други места во Стариот Завет општо. Например, го споменавте апостол Павле како случај. За него сега немаме време, може да го прочитам следната сабота, ќе видиме. Во делата 18 и 21 глава. Пророкот Амос ги споменува назиреите во втората глава 11 и 12 стих, односно Господ ги споменува во тој текст во контекст на израелскиот отпад во тоа време кој што Господ го укорува, го критикува. Но, ајде ќе го ставиме и тоа за следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Иако во меѓувреме ми текне нешто што сега не го кажав. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.